Почитувани медиуми, почитувани граѓани, криминалниот картел во врвот на власта ја киднапира државата. Државните институции се користат за вработување на партиски активисти и луѓе блиски до врхушката на власт. СДСМ ветуваше транспарентност при вработувањето и еднаков пристап на граѓаните до секое работно место. Сега го гледаме токму спротивното. Вработување по партиски клуч и згрижување на блиски роднини на функционери како начин на работа. Експресно, по престанокот на мандатот во ДИК, Игор Милев е вработен како советник на директорот на Царинската управа со ингеренции на помошник директор на секторот за контрола и истраги, додека неговата сопруга, иако трето рангирана, беше избрана за судија во апелациониот суд во Скопје. На позиција втор човек во АД за стопанисување со стамбено-деловен простор е поставен Јон Фрчковски, син на Љубомир Фрчковски. Згрижување на државна сметка во АД Елем добија и синот на Мирослав Грчев, ќерката на Талат Џафери и сопругот на Магдалена Несторовска. Единствен критериум по кој се вработени Милев, Фрчковски, Грчев, Џафери и Несторовски на државна сметка е нивната партиска заслуга. СДСМ институциите ги претвори во место за згрижување на истакнати партиски активисти на картелот. Почитувани, непотизмот е главна карактеристика на картелот и на локално ниво. Градоначалникот на Прилеп си ги вработи двете своји внуки и зетот на државна сметка. Директорите на институциите исто така си ги вработуваат своите сопружници и деца. Слична е и ситуацијата и во Битола. Градоначалничката својот брат си го вработи како наставник веднаш по стапување на функција, а по нејзин пат продолжија и директорите на останатите институции. Веднаш по превземањето на функцијата градоначалник, своите сопруги како наставници си ги вработија и градоначалниците на Берово и Неготина. Вакви примери, каде представниците на картелот си ги вработуваат најблиските роднини се безброј. Криминалниот картел, наречен СДСМ, ја претвори државата во своја приватна собственост. Со непотизам и партизација, СДСМ ја урнисува државата и ги приватизира институциите. Владата не работи за граѓаните, туку за мала група на луѓе во врвот на власта. Овој криминален картел мора да си замине. Граѓаните заслужуваат подобро. Ви благодарам.